Колку ќе ви има на сцената? На сцената ќе има околу 50 луѓе. Околу 50 гитаристи, бас гитара, клавиатура, тапан, ќе има кавал, вокалните солисти, така да ќе бидеме вкупно околу 50 луѓе, меѓутоа морам да напоменам дека на летната школа има и пасивни учесници, односно учесници кои не учествуваат на завршниот концерт, меѓутоа се присутни на пробите, ги слушаат пробите, тоа се најчесто помали деца, почетници кои што туку влегуваат во водите на гитарата, така да вкупно летната школа има преку 100 учесници. Преку 100 учесници, но вечерва струмичи нека има. Да. Ова вечер или годинава концертот на летната школа за гитара ќе биде посветен или на песните на Тодор Проевски, односно Тоше Проевски. Како дојдовте до идеја? Па, како дојдовме до идеја? Идејата се роди, јас имам неколку години соработка со спомен куќата во Крушево. Имам неколку концерти со мои ученици таму правено по нивни програми, да кажеме, така да го имам тој контакт со спомен куќата и кога разговаравме со организаторите на Струмиц Опен, кога дојдавме до идеја да биде ајде Тоше Проевски, бидејќи навистина поминавме многу теми за овие 9 години, реков па тоа е одлична идеја, сигурно ќе сакат и од спомен куќата да бидат како дел од концертот и кога разговарав со директорката, тие апсолутно прифатија со големо задоволство, така да морам да кажам дека они, значи спомен куќата Тодор Проевски од Крушево ќе ни бидат како гости и ќе донесат 26 слики кои стојат во музеот во Крушево, 26 символично колку што имаше години Тоше Проевски кога загина. Значи ќе биде тоа символика некоја и ќе биде доста емотивен концерт, искрено за мене уште сега го чувствувам тоа. Што ќе може да слушнат струмичани или сите оние гости кои што ќе дојдат кај Езерцето на сцената кај Езерцето во големиот градски парк? Да бидам искрен, тоа не беше голем проблем да го одбереме репертоарот од Тоше Проевски, затоа што неговите песни се сите хитови. Морам да бидам искрен дека има многу песни кои што нема да бидат на репертоарот, затоа што навистина има многу избор. Јас нема да откривам поединечно песни, меѓутоа за да биде уште поинтересно на публиката. Меѓутоа верувате нема да има грешка избор на песна, бидејќи тоа е невозможно со Тоше Проевски. Пиличе, само да прашам, дали со оглед дека ова произлегува од летната школа за гитара, дали ќе се додаде некој нов призвук со оглед дека само гитари ќе слушаме од позадина, тука нели и бендот, дали нешто аранжерски ќе има поместување на сето тоа или пак ќе се оди со оние оригинални ноти кои што сме навикнати? Така, одлично прашање. Јас кога работам летната школа, секогаш се трудам да има и нешто впечатливо, наше нешто. Дури кога на учесниците, на учениците ќе им кажам за некое место, ајде тука, така, тука, кога се договараме, секогаш им давам слобода и баш тоа им го зборам. Дајте нешто свое, дајте некој наш белек и печат. Така да песните ќе бидат во наш аранжман, меѓутоа ќе биде задржана таа основата на секоја песна. Организацијски 50 луѓе на сцена не е мала работа. Ќе успеете ли тоа да го синхронизирате? Имајќи во преди сепак 50 луѓе на сцена, тоа е одрака им одина, сепак големи имињи продукции кои што застануваат. Да. Па искуството до сега ни кажува дека успевам. Иначе ќе морам да те преправам. Не са 50, ќе бидат 100, бидејќи и тие 50 што нема да свират, ќе дојдат на сцена да си земат диплома и така натаму. И со нив и околу нив има голема организација со дипломите, со да бидат повикани и така натаму. Значи тоа е навистина огромен процес и морам да кажам дека јас уживам во тоа и не ми представува некој посебен проблем.
Отприлика колку ќе трае концертот, колку песни ќе бидат изведени? Ќе бидат изведени 22 песни, ќе трае околу 2 часа.